разговараме за темата такси превозот во градот Скопје. Јас ќе разговарам и наша денешна гостинка во утринската програма е Сузана Арсовска, таксистка. Добро утро и многу ми е драго што се вклучивте, буквално излеговте од работното место, од работните обврски и се вклучивте во програмата. Колку години се занимавате со оваа професија? Најпрво да ги поздравам сите мои редовни патници, а ваши верни гледачи. Па еве скоро 10 години. Како пулсира градот Скопје за овие 10 години, ама од аспект ве прашувам како жена таксист? Како пулсира градот? Хаотично на моменти, меѓутоа некако се справуваме. Так. Се справуваме, да. Така. Еве, веќе сме в средина на лето, во екс-сезона на летен период, се користили такси превозот често барани ли сте, имали некогаш кога не може да ги обслужите граѓаните, корисниците? Од аспект ве прашувам, бидејќи навистина намален е градскиот автобуски превоз. Да. Во летниот период имаме зголемена побарувачка на такси, дури и се чувствува недостаток. Ние сме веќе и бројчено намалени, како број на таксисти сме намалени. И сега замислите летен период, големи горештини, има моменти кога се чувствува стварно недостаток. Јавниот превоз го прави тука проблемот. Немаме добар јавен превоз и сега патнициве што да прават? Мора такси, така да летниот период е добар за нас за работа, како и зимниот период, кога се врнеш и снегови. Така да пролета е многу најслаба работа во таксифелата, а летото и зимата се добри. Така. Цената, реагираат ли вашите корисници на такси превозот за цената? Која е стартната и вие сте задоволни? Стартната цена е 50. Дали сакам да прашам, се задоволни и корисниците, меѓутоа и вие? Па мислам дека се задоволни затоа што имаме најевтин такси превоз во Европа, можам да кажам. Стартната цена ни е 50 денари, километарот е 30 денари. Со покачувањето имавме само едно покачување со 5 денари од километар. Мислам дека тоа е нешто незначително, така да не реагираат патниците. Не реагираат. Уште едно прашање, како жена таксист, носи ли вашата професија може би бенефит, меѓутоа ризици и предизвици? Бенефит до пред короната, да. Сега после короната малце потешко. Малце потешко. Како работиме, трошоците многу се зголемија. Како работиме, така даваме. Предизвици има многу сега од оваа дистанца. Кога ќе се сетам, сум имала некоја луда храбро што сум ја почнала оваа работа. Не е лесно, верувајте, па се мрзне по автосервиси, па има многу. Значи ова покажува дека машка и женска професија не постои. Не постои, стереотипите се рушат. Така е. Да. Така е. Ме интересира, странски туристи влегуваат, верувам. Градот ни е полн туристи странци, полн. Сите хотели се преполни. Сите хотели преполни, странците се презадоволни. Јас еднаш во неделата обавезно носам аеродром Скопје странци. Презадоволни, викаат не сте свесни што имате каква убавина. Навечер нив им е чудно што Дебармало, еве например, тоа е раздвижено, многу убаво. Кај нив тоа нема после 7 саатот мртвило. Кај нас навечер, односно во нокните и раните утрински часови, најмалку можеме да најдеме такси. Вака ќе се ставам во пелата кај што барам. Бројчено сме многу помалку, државата со ништо не стимулира, некои субвенции во нешто да ни помогне. Тоа ќе се одрази. Што најмногу треба да ви помогне? Па, во нешто да ни помогне. Во нешто при регистрација на кола, при баждарење на таксиметар, во нешто да имаме некои олеснителни околности, во нешто барем. Затоа што сите колеги сме тука некаде средна генерација. Никога ќе одиме во пензија и те како градот ќе почувствува недостаток на такси услуга. Сакате да кажете дека млади... Млади немаме. Вие дали ќе најдете некаде млад таксиста? Нема. Ќе дојде, ќе ја видите жената на професијата, дека не носи тоа многу пари. Можда, ама со 2-13 часа работа, што е многу. Така. Што е многу. Тука во законската норматива во делот на возењето колку часа дневно во 24? Имате Немаме, ние ограничувања? сме здружение, конкретно еве на наше Плава лагуна сме здружение
и возиме кој колку сака, нормално, треба да се вози. Треба да се вози додека некои други компании се со работно време и така. Има ли, еве, нешто на крај да ве прашам, например, да сте возели некоја позната личност, па случка, нешто што би сакале вака да ни ја сподели? Интересни патници има многу, многу. Мојата професија, една од убавините е да запознам и личности што не би можела ни да дојдам до нив. Тоа се најпознатите доктори во градов, глумци од музичкиот свет, па да не зборам. Еве, например, сега, пред 2-3 месеца влегува во кола режисерот на Медена земја. И нешто си возиме, си ќутим и на крај од вожњата му викам: господине, кога уште еднаш ќе ни израдувате вака? Беше изненаден, викам: ме познавте? Па викам: и ние таксистите се разбираме од уметност. Да. Имам многу случаи преубави. Да. Баш ми е драго што некако и со позитивна енергија го водите разговорот. Тоа ми дава за право да помислам дека навистина сте задоволни од професијата. Си ја сакам професијата. Одлично. Си ја сакам. Тоа ми е драго да го споделам со вас, затоа што сега да не звучиме на крајот од разговорот негативно, ритко некако во нашето обслужување да сретнеме дека се задоволни од она што го работат. Навистина, секогаш важело правилото да се работи она што сака човек да го работи. Точно, со љубов, да. Да. Ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во утринската програма, што навистина ни пренесовте дел од секојдневните ваши обврски. Се гледаме во следна прилика. Благодарам.